Денеска пиејќи кафе ќе имате можност да ја запознаете мојата денешна гостинка која потекнува од Молдавија и имено живее во Македонија веќе 8 години. Ќе прикажеме што изработуваат незините вешти раце, односно какви се уникатни чантички изработува, но исто така ќе слушнеме нешто повеќе из онаа главна разлика кога станува збор за утринските ритуали во Македонија наспроти Молдавија. Виорика, добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро, добро ви најдов. Како ви започнува денот, како го стартуваат утрото и дали можеби би можеле да ја кажеме онаа главна разлика кога станува збор за практикување на утринските ритуали овде во Скопје и во Молдавија? Кај нас вообичаено се пие од сабајле не кафе, а чај. Со тоа и почнуваме утрото кај нас со чај. И со палачинки. Така не иде, така да и тука има палачинки и таму има. Разлика е само во кафето. Турско кафе не користиме во Молдавија. Какво кафе вообичаено се пие таму? Нес. Нес кафе. Да. Вообичаено овде во Скопје, бидејќи живеете 8 години отприлика, Да. како ви изгледа едно деноноќе, како ви изгледа едно утро? Па да кажам, со фамилија е поубаво. Кога имаш деца, кога ќе ти кажат добро утро мама или станата сум, тогаш ти почнува денот. Може ли да направиме споредба во однос на животот, културата во Молдавија и тука? Па има разлика и во културата, и во луѓето, и во ритуалите, што викаме од сабајле, и на ручеци. Се има разлика. Каде повеќе ви се допаѓа? Па ми фалат моите, ама тука више се навикнав. Се е навика. Да. Главното нешто за кое што сме тука се ташните, односно чантите кои што ги изработувате со внимание и многу љубов. Кога и како започна вашата приказна, односно како започнавте да изработувате вакви уникатни чанти и кога се случи се тоа? Уште од мала кога бев од дома, нешто ќе исечам, нешто ќе додадам, нешто ќе направам. Значи си го имав во глава уште од мали години. Пред да тргнам у Македонија си имав и план за ателие. Така да се мажив тука и уште ми остана во глава да си отварам својата ателие. Бидејќи сум мајка на 2 деца мали и уште немав можност да си отворам ателието, започнав од дома. Се ги започнав со аксесуари, со чантите. Како изгледа самиот процес на изработка? Може ли да објасниме детално? Да, може да се објаснува. Една ташна не може да се прави во еден ден, бидејќи е рачна изработка и раката нема да издржи еден ден, ама е треба и многу внимание, многу броење, шемата да ти иде до крај, да искочи нешто уникатно и нешто убаво. Не може да се прави во еден ден. Какви материјали користите за самата изработка? Полиестер, трикотажна, котон и плишани, зимска колекција. А за лето користам рафија од летните материјали. Има некоја разлика во летните материјали и овие материјали? Да, се разбира. Летните материјали може да издржат на сонце, на вода, кој може да се исуши. А зимските материјали, кои треба да биде потопли, помеки, поубави на изглед, а не секојдневни, има материјали од бисер што изработувам ташни, циркони. Тие не мора да се чуваат толку, ама се преубави. Еве, бидејќи од овие чанти кои што ги донесовте, ова најмногу ми се допаѓа. Еве, може да ја земете и да ни објасните поточно како се изработува. Што најпрво правите? Првото го правам шемата. Се правам шемата. Потоа у глава како би изгледала. Потоа го составам и пак ако нешто не ми се свиѓа како што го составив, пак да биде уникатно, ќе додадам уште нешто за да искочи нешто што го нема никој. За да биде по и форма, и структурата, и изгледот, и етикетата да одговара се со друго, и боите, и комбинацијата. Еве, при процесот на изработка, доколку направите грешка, дали лесно се поправа таа грешка? Не. Што правите во тој момент ако сгрешите? Во тој момент се отпарувам или се го исечам, за овој модел да збориме, се го исечам и до крај го почнувам. Не може да се продолжува, бидејќи нема да ти искочи право, нема да ти искочи рамно,
на изгледа поубаво право. Но споменавте дека имате две дечиња, дали може би тие ви помагаат во самата се изработка? разбира. Они најмногу ми помагат за вакви, за бисерчиња. Малечкото ми помага, бисерчиња ми ги дава по боички, а големото дури и почнува да фати и он да прави. За плетените на вакви ташни не, а за бисерчиња да. Најсрекни се на такви. Колку нашите сограѓани ги поддржуваат овие мали бизнеси од поединци? Дали често купуваат вакви рачни изработки на чанти? Не зборувам само за од кај вас, еве верувам дека генерално знаете и некои други од кај нас кои што изработуваат вакви ташни. Да, доста изработуваат, ама и доста нарачки имам и доста купувачи. И на базари, искачам и на базари, доста луѓе има, кои нови муштери, кои тек уште ме дознават дека сум тука, дека имам мојот бренд. И фалам на Господ, идеме напред. Има многу. Пред самиот крај ќе ве прашам, кои чанти се во мода овој период? Дали се разликуваат чантите кои што сакаат да ги носат луѓето во текот на зимскиот период, летниот период? Да, на летниот период кажа фотографија што се користа, ама луѓето секако сакат не едноставни, а секојдневни да кажеме. Кој може да се носи и во рачка, а кој може да се носи и преку рамо или како ранец. Ја многу модели имам кои се трансформираат, пример од ранче во ташна за рака, елегантно да изгледа. За секоја прилика може една ташна да се прави за повеќе прилики да се носи. Кои чанти се во мода овој период? Од овие ташни бисерчиња, сега бидејќи идат празниците, нели 8 март за жените, матурите што идат, највише такви. А зимскиот период за вакви, поплишани идат. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да слушнеме за една споредба за утренски ритуали во Молдавија и Македонија, но воедно и за изработката на вакви уникатни чанти. Мило ми беше да ви запознавам, мило ми беше да споделувам моето искуство и моите работи со сите вас. Пријатно.